Добар ден, почитувани, ова е Телма амбуланта. Петочното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Со напредокот на медицината и хирургијата, болестите на крвните садови може да се лекуваат одвнатре, директно во нивната внатрешност. Во крвните садови се влегува на одредени сегменти со специјални жици и катетри и при тоа се прави потребната интервенција. Какви се тие хибридни интервенции при лекувањето на кардиоваскуларните болести ќе ни објасни, ќе ни појасни денешниот гостин, доктор Шпент Идризи, интервентен кардиолог во Жан Митрев клиник. Добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Прво да ги поздравам сите гледачи на вашата емисија, на вашата телевизија. Се надевам дека заеднички ќе даваме еден допринос околу информирање на некои, да кажеме, вакви кардиоваскуларни проблеми и дилеми. И мислим дека е тоа целта на емисијата, да им оможиме на сите гледачи да им објасниме начинот, ако имат оние некои проблеми кардиоваскуларни, како може тие да ги решиме. Да ги реша. Така, порано кога имаше, например, некој аневризма на крвен сад, се правеше класичен оперативен класична оперативна интервенција, при што имаше пациентот рез, долго оперативно закрепнување, односно подолга хоспитализација. И компликација. И компликации меѓу другото. Меѓутоа сега сето тоа може да се постигне ендоскопски, со хируршки, со хибридни интервенции. Какви се, докторе, тие хибридни интервенции? Па видите, хибридни интервенции се интервенции кои на многу полесен и поедноставен начин се решава проблемот на едно, да кажеме, болно срце или проблем на васкуларниот систем, односно се прави интервенција без оно класично да се отвора градниот кош. Значи, наместо да правиме класично кардиохируршка операција, кој се изведува во сала, се прави од страна на кардиохирург, овие хибридни интервенции овозможуваат, значи, без да се отвори градниот кош, искористувајќи една артерија, да кажеме, на периферија, артеријата на рака, артеријата на нога, и преку артерискиот систем се навлегува низ артерискиот систем и се стигнува во срцето и се направа таква интервенција, се решава проблемот без да се отвори, да кажеме, градниот кош. Се викат хибридни или комбинирани, бидејќи тука учествуваат и кардиолог и кардиохирург. Знаеме, кардиохирургот прави кардиохируршка операција. Ние интервентите кардиолози правиме интервенции на крвните садови на срцето. Но хибридни интервенции правиме заедно. Кардиолог и кардиохирург. Тимски е тоа. Значи, еден дел на интервенцијата ја прави кардиохирургот, другиот дел на процедурата ја извршува кардиологот, заедно, значи, прават една таква интервенција, што возможува полесно да се реши проблемот, искористувајќи техниките и на интервентната кардиологија и на хирургијата. Еве, конкретно, вие кажавте за анеуризма на аорта. Анеуризма е проширување на крвниот сад. Така? И тоа се случува често кај аорта, као најголем крвен сад. Кога таа анеуризма се наоѓа во тој торагален досцендентен аорта, значи во градната аорта, во почетниот дел на градната аорта, ако тој пациент се оперира, се прави кардиохируршка операција, кај таквите пациенти се јавуваат многу бројни компликации. Една од најчестите компликации, ако го оперираме кардиохируршки тој пациент, е парализа на екстремитетите. И знаете, не секој пациент ќе прифати кога ќе им каже дека не, ќе направиме операција, али да знаете дека може да е таква компликација. Тоа е непријатно и за докторот кој е извршил, и за самиот пациент. Но со новите техники на хибридните техники, ние сега нема потреба да направиме кардиохируршка операција. Заедно кардиолог, кардиохирург, радиолог, анестезиолог, значи правиме една таква интервенција која што преку артеријата на нога, од феморалната артерија, хирургот прави еден мал рез на препоните, од тука го наоѓаме артеријата и потоа преку специјални катетери кардиологот го внесува низ феморалната артерија, стигнуваме од аорта до местото кај што е проширено и таму поставуваме стент. И стентот на тој начин го покрива делот кај што е анеуризмата. Бидејќи анеуризма се проширање во облик на јајца, да кажеме. И има, ако е должината 10
сантиметри, тогаш ние земаме стент од 18 и се покрива и почетокот и крај и се покрива тој дел на анеуризмата. Многу едноставна процедура, се прави на локална анестезија, пациентот се пуша дома за 2-3 дена и на тој начин се решават овие проблеми и кои што ги има пациент на многу поедноставен начин. И воглавном сегде во светот се овие хибридни процедури се нарекуваат минимални инвазивни процедури. Тоа значи сакаме да се постигне максимален диагностички терапеутски ефект, а со минимални пациентот да се изложи на минимален ризик. Тоа е тренд во медицината и сите овие техники кои ќе ги споменеме сега што ги правиме и се доставни тука на нашите граѓани, се направија револуција во медицината и се спасени безброј животи. Бидејќи овие интервенции ги правиме кај пациенти кои се, да кажеме, високо ризични за класична операција. И тие се пациенти порано беа, да кажеме, можеа да живеат уште година, две или така, бидејќи не можеше да се оперираат со класична операција поради безброј компликации. Сега со новите техники, тие пациенти ги правиме со вакви хибридни интервенции, можност за приживување до 15 и 20 години. Така што овој дел на интервентната кардиологија, да кажеме, во последните 20-30 години е со помалку агресивен начин ги решава овој проблеми, порано што ги решава хируршки. Да, или пак нерешливи поради, условно речено, поради големите компликации, кога пациентот се повлекува од интервенцијата поради страв од компликации. Сега ми текна потик за емисијата за ваква тема, ми беше баш кога се слушнавме за тема што да избереме нешто, пред тоа беше 3-4 дена, и прегледав еден пациент со, да кажеме, еден терминален стадиум на оштетување на срце. И на нас кардиолозите, кога ги прегледуваме, навистина ни доаѓа тешко, кога наоѓаме на тешко оштетено срце. И пациентот интелектуалец, образован многу. Так. И после јас го прашувам, викам, добро, зашто дозволивте така да се остети срцето? Зашто не сте дојдени порано? Па вика, докторе, јас не можам да тоа сум гледам на телевизија тоа како се отвора срцето и не можам да прифатам никако. И јас му викам, па чекајте, овој проблем може да го решиме, викам, без таква класична операција. Може ли е? Значи, што сакам да ви кажам, дека пациентите, ако се образовани, интелектуалци, они се професионалци во нивниот дел, они се лаици за медицината. И ние сме тука да им објасниме дека не мора сите пациенти да ги решаваме со хирургија. Дека има, сега во последните години, вие што кажавте, имаме начини да ги решиме преку овие хибридни интервенции, кои се помалку инвазивни, со помалку несакани дејства, помалку компликации, брза реабилитација на пациентиве. Ако има време, ќе спомне кои типови, како ги правиме, што правиме. Ќе проговориме детално за сето тоа. На овој начин може да се реши проблемот со валвулите на срцето. Сите знаеме дека имаме залистоци на срцето, кои што се нарекуваат валвули. Колку залистоци, докторе, имаме? Каде се наоѓаат во срцето? Да. Срцето има 4 залистоци. 2 се на левата страна, митрална и аортениот залисток, и 2 се на десната страна, пулмонална и тригоспидалниот залисток. Најчесто заболуваат залистоците на левата страна, митрална и аорта, најчесто аортниот залисток. Биќе тој аортниот залисток се наоѓа одма помеѓу левата комора и аорта, како главниот корен. Тој е вентилот кој е при чукање на срце, тој се отвара и затвара. Аортниот залисток, аортната волума е 3 залистоци. Значи при стискување на крвта он се отвара и дозволува крвта секогаш да тече од срцето низ аортан и низ другиот дел на организмот. И срцето функционира многу добро кога ова валула функционира добро. Но жалост, со годините многу често доаѓа до оштетување на овие залистоци и се јавува една така наречена болест аортна стеноза или стеснување на залистокот. Кога срцето многу тешко може да го исфрла крвта поради тоа што залистоците не се отворат доволно. И тоа се јавува со возраста. Кај многу постари пациенти се јавува ова болест, аортна стеноза. Кога ќе се јавува ова болест, исто можеме да го решиме на 2 начина аортната стеноза. Едниот е хируршка, класична операција, тоа е златен стандард кај луѓе што се помлада возраст и немат проблеми, немат многу компликации. Но има пациенти кои што имаат аортна стеноза, но имаат и многу коморбидити, многу болести тешки или возрастна група. Ако имаме пациент над 75-80 години, а треба да го оперираме, знаете, тој пациент може да има многу компликации.
во тек на кардиохируршката операција. Сега, за такви пациенти планираме вакви процедури хибридни, тоа се вика тави процедура. Кога ставаме на аорта стент, тоа се вика тевар процедура. А замена или имплантираме биолошка валвула на местото на осетената, тоа се вика тави процедура, најактуелна. Значи може да се направи замена на залистокот на ваков начин и само реконструкција. Не се вади старата, него само се поставува друг залисток. На место на ошетениот природен залисток се става нов залисток кој ја извршува нормална функцијата на валвулата. Тоа во последните тави техника што викам голема револуционерна техника која може да им се продолжи животот на многу пациенти во тешка состојба. Така што тоа е достапно и кај нас во последните 5-6 години и тука во нашата држава се прави тоа, во светот уште пред 15 години, 20. И кај нас, например, само во нашата клиника, например, само во година сме правиле 22 пациенти со ваков тип на тави процедура. Сега на крајот на Маркуса ќе има и на 6 пациенти, ќе им правиме, ќе имплантираме биолошка валвула без операција. Каде што хоспитализација е само 2 дена, процедура трае многу кратка, само 1 сат, вообичајно со локална или краткотрајна анестезија. Тоа сакам да ве прашам, со каква анестезија пациентот може пациентот да издржи таква интервенција на срце додека е буден? Апсолутно, тоа е само една локална вид на интервенција, бидејќи нема рез на градниот кош. Има само еден минимален рез кој што го прави хирургот. Нели тоа се прави во сала, хибридна сала под рентген апарат. Значи целата операција се следи рентгенски? Целе се следи на преку рентген апарат, значи во хибридна сала. Хирургот само прави еден мал рез од 2 до 3 сантини за да најдеме феморалната артерија, артеријата на препоните, и од тука тогаш го вметнуваме катетерот каде е поставен специјална валвула. Тоа е биолошки материјал и потоа преку артеријата, аортата се стигнува до ошетениот залисток, го позиционираме валвулата и потоа сето тоа се следи под рентген и потоа валвулата е монтирана во балон. Го отвораме, го шириме балонот и самата валвула го потиснува старата оштетена природна валвула. Значи не се вади, него само се потиснува на аортниот корен и се поставува новата валвула и новата валвула почнува да функционира и непречено срцето може да работи. Сето тоа се прави за една, да кажеме, 45 до 1 сат процедура, вообичајно рековме на една локална анестезија, пациенти кои не може да им даваме краткотрајна анестезија. Пациентот треба да лежи... Операцијата може веднаш да стане? Како изгледа? Не, за 1 сат, 2 мора да се одесе на интензивна нега во легната состојба, али после 3-4 часа веќе слободно може да стане и за 2 дена ги пуштаме дома. Тие пациенти брзо Толку сложена операција, интервенција всушност на срце, после 2 дена може да замине дома. Апсолутно. Толку брзо трае операвувањето. За 2-3 недели комплетно се враќа во нормалниот живот. Тоа е разликата помеѓу, да кажеме, класична операција и тави. Тоа е предноста на тавите процедура. Кај тави, например, кажеме, рековме дека е помалку инвазивна и многу помалку компликации може да имаме кај пациентите. А докторе, кои пациенти се кандидати за тави, а кои за класична операција? Тоа е многу добро прашање и затоа многу е битно ние кога ги прегледуваме пациентите, го откриваме аорта стеноза и треба да направиме стратегија како да го решиме тоа. Дали да го решиме со тави процедура или да го решиме со кардиохируршка операција. Со кардиохируршка операција ги оперираме пациентите кои што се немат некои придружи заболување, да кажеме се помлада возраст, немат некои тешки проблеми и така натака, бидејќи со самата кардиохируршка операција се става механичка валвула, каде преживувањето валвулата е доживотно, може 30-35 години. Додека ако ставиме тави процедура, преживувањето, значи таа валвула функционира негде 15 или 20 години. И воглавно кандидати за тави процедура се тешки пациенти. Значи пациенти кои се возраст над 75-80 години. Значи повозрастни пациенти, потоа пациенти кои што имат ризик за компликација за кардиохируршка операција. Например, пациенти кои што имат аортна стеноза, али имат и да кажеме мозочен удар имале. Пациенти кои што имат аортна стеноза имат проширено срце. Или пациенти кои што имат аортна стеноза, али пред да кажеме 10 години се оперирале од бајпас.
Сега ако тој го оперираме пак повторно да се отвори граден кош, тие пациенти имат многу чести компликации од крварење. И затоа на вакви пациенти им предложиме тави процедура. Биде наједноставно, нема да има компликациите се минимални. Оперувањето брзо, значи многу е битно да се прави правиот избор. Кој тип на интервенција дали да одиме со кардиохируршка, дали да одиме со тави процедура. А докторе, постојат ли некои лекови кои што би можеле да го забават прогресот на оштетувањето на овие залистоци или пак сосема да се излекува на таков начин медикаментоза? Така, не, сосема не може да се излечи. Видите, кога се јавува оштетување на ортите залистоци, тоа може да биде, например, често со тек на годините, како резултат на хипертензија, атеросклероза. Тоа е процес на депонирање на масни наслаги на залистоците, некои инфекции и така натаму, може да ги оштетат валвулите. И почекајот тоа оштетување е мало, но ако процесот продолжува, со тек на време тоа оштетување станува се повеќе. И ние, кога ни доаѓа пациент, ќе го видиме, ако го откриваме дека има таква болест на валвула, треба да видиме кој стадиум. Има лесен стадиум, умерен стадиум на болеста и тешок стадиум. Нормално, ако пациент се во тежок стадиум, тогаш им предложиме операција. Но ако е со лесен и умерен, тие пациенти со медикаментозен третман ги третираме и со тоа што на многу пациенти ги третираме така и со години го одложуваме крајната интервенција. И затоа ние со години следиме пациенти и на 6 месеци им правиме контроли. Воглавно тука многу е важно. Какви се тие контроли, што вклучува? Тука вклучува ехокардиографски преглед, ЕКГ и проценка на состојбата на пациентот. И на основа на тоа им се дава терапија, начин како да се чуват и да го заштитат срцето. И правиме проценка на залистокот. Вообичаено им даваме лекови, значи ако пациентот има висок крвен притисок, многу е битно бидејќи аортната валва се наоѓа на самиот отвор, тоа е врата на срцето. И ако има висок притисок, тој млас на крвта удира на аортните залистоци и тоа се повеќе го оштетува ако притисокот е висок. Ако срцето забрзано работи, исто така ги оштетува залистоците. И затоа во вакви состојби не им даваме лекови со кои што на некој начин срцето ќе го направи така да работи поспоро, не толку брзо и да не имаме висок крвен притисок. Исто многу е важно нивото на мастите да ги видиме, да ги следиме тие ниво, да не дојдат до депонирање. Бидејќи тоа го прогредират болеста и медикаментозиот начин на многу добар начин го продолжува тој век, да кажам, животен век на тој залисток. Али кога ќе дојде до оштетување, со што срцето ќе дојде да ќе се оптерети. Бидејќи ако имаме тешко оштетување на залистокот и самиот мускул на срцето трпи. И ние правиме проценка, бидејќи ако е, што рековме, умерена стеноза, нема големо оштетување, али кога е тешка и почнува прво срцето да се хипертрофија, да се задебли мускулот на срцето, тоа е првиот стадиум. Во вториот стадиум доаѓа до проширување на срцето. И третиот стадиум ослабнување. Значи ние кога го прегледуваме пациентот, никако не треба да дозволиме да дојде до проширување, а не да Боже да ослабнување. Бидејќи тоа тогаш битката многу е изгубена, бидејќи срцето многу е исцрпено. Ќе направиме интервенција, ќе направиме, пак е животниот век ќе биде скратен. А доктор, обично со оние пациенти кои што имаат проблем со валвулите и кои што се во некоја умерена фаза, умерен стадиум, со медикаментозна терапија колку време можат да живеат без проблем? Има што да говори вашето искуство? Се е различито. Некогаш некои пациенти може да терат и 15-20 години со медикаментозниот третман. Немат никакви или минимални симптоми. Кога ќе им даваме терапија, скоро им исчезнуваат симптомите. А кога ќе дојде прогресијата, сами ќе видат пациенти, тие се имат симптоми што и самите тие докторе вака веќе не можам, многу се замарам, вика, не можам да ги извршам секојдневните активности. Значи се јавува да кажеме гушење, диспнеја при напор, задишување. А кои се почетните симптоми? Почетни симптоми е замор. Значи, работи кои сме си ги правиле порано на вообичаена активност, ќе се замара. Или, да кажеме, ќе се најави при една физичка активност, една гушење, кој порано го немал. Тие се такви почетни симптоми на, да кажеме, аортна стеноза, кај некои пациенти се јават често и вртоглавици.
Бити кога е аортата стеноза, нели срцето не може комплетно да изфрла крвта и најмногу пати мозокот. И тогаш се јавува вртоглавица, а некогаш и при напор се јавуваат и несвестици. Значи, ако имаме несвестица при напор, тоа е многу често доаѓа такав пациенти доаѓа на преглед, кога ги прашуваме, вика додека работам, паднав. И кога го прегледуваме, откриваме аортна стеноза. Тоа е апсолутна индикација за операција. А има ли пациенти кои што немаат никакви симптоми и на еден контролен случаен преглед се открива Да, апсолутно има многу, некогаш и да кажеме многу, да кажеме на тешка стеноза, случајно се открива. Доктор, бидејќи срцевите мани може да се дека дали имаме срцевина и самиот доктор, општиот лекар може да го открие да го слушне срцето на стетоскоп. Значи ако слушне шум на срце, тоа значи имаме некој вид на срцева мана. Тогаш самиот матичен шум на срце. Само шум на срце, доволно е да стави да го слуша срцето матичниот и ќе слушне шум. Тоа е знак на срцева мана. Тогаш матичните ги препраќаат кај нас, кај кардиолог. И ние тогаш го прегледуваме убаво, да видиме кој валвула страда, значи шумот на срце од валвулата потекнува. Од валвулата доаѓа, да. Од залистокот. Од залистокот. Едниот од 4 залистоци е заболен. И тогаш треба да откриваме кој степен е и да направиме стратегија како тоа да се третира, што викате, медикаментозно или треба да се направи интервенција или хирургија. Точно е тоа дека некои пациенти се асимптоматски, со тешка стеноза. И тогаш се прави права проценка кога да го оперираме. Тогаш ако нема многу симптоми, ние ги следиме тоа што рекове срцето, мускулот на срцето, колку срцето се оптеретува. А поглед тоа што е тешкото, гледаме срцето во добра кондиција, не е проширено, нема да брзаме со операција, сигурно. Али ако при прегледи го откриваме дека срцето почна да пати, почна да попушта срцето, тогаш ќе предложиме операција, бидејќи со тек на време срцето ќе попушти, ќе ослабне и он ќе почне да има големи симптоми и тога болеста е многу напредната и самата интервенција е малку тогаш потешка. Потешка. Да ги поканиме гледачите и денеска тие може да се вклучат на телефонскиот број 3076 677 со нивни прашања на темата која што говориме. Денешен гостин во студиото на Телма е доктор Шпент Идризи, интервентен кардиолог во Жан Митрев клиник. Со него зборуваме за хибридни интервенции на кардиоваскуларниот систем, односно начин на лекување на болестите на крвните садови со хибридни интервенции. И докторе, споменавте дека сега зборуваме конкретно за срцевите залистоци, дека на ваков начин може да се реши проблем со аортниот залисток. Да. А што е со останатите залистоци? Дали оваа процедура може се примени кај нив? Слични процедури се применуваат и на митралната валвула. Слично тоа се прави кај митралната валвула, пак обратно. Таму е повеќе регургитација или пропуштање на валвула, не се затвара доволно валвулата. Таму се прави митрален клип. Нажалост, таа процедура се уште кај нас не се изведува, али сигурно и тоа ќе брзо ќе го имаме и таа процедура. Тоа се прави клип на митралниот залисток и тука не сите пациенти, одредени пациенти се решават со таквиот начин на поставување и се повеќе во светот ќе се оди на вакви минимално инвазивни, кои е поприфатливо за пациентот. Али на жалост не секогаш може да правиме кај сите пациенти вакви строги критериуми каде треба може да правиме начин. И треба да правиме и се има, ние ги викаме гајдланси. Кој пациент е за каква интервенција, бидејќи тоа е докажано дека успехот е повеќе и преживување, тоа е целта. Пациентот да има што подобро преживување, да има подобар квалитет на живот и така натака. Така што најубаво е проценката, да се процени во кој стадиум што проблем имам на срцето. Видите, кај срцето најголемите проблеми се на артериите на срцето. Тоа сите знаеме се решават со бајпас, со стентови и тоа е многу развиено сегде во светот. Ова што денеска зборуваме, тоа се иновативни техники на решавање на валвуларни болести. На сложени кардиолошки болести. Апсолутно, и се прават значи се многу, да кажеме, многу скапи процедури. Еве да кажем, тави процедура кошта над 35.000 евра. Кај нас, во светот над 70.000 евра. Тоа се изворени скапи процедури, али за голема среќа ние имаме договор со фондот, со здравствено осигурување на Република Северна Македонија и стварно им излегуваме на пресред на многу тешки пациенти.
кога доаѓаат кај нас, тие веќе се терминални стадиум. Да кажеме, каде најповеќе преживување такви пациенти, ако не правиме интервенција, најповеќе 1 или 2 години. Повеќе не може да преживеат. Аортната стеноза има прогноза чак полошо од некои малигни заболувања. Полоша прогноза од тумор на, да кажеме, на простата или тумор на дојка. Кога ќе откриваме тешка аортна стеноза симптоматска, преживувањето тука е 2 години. Повеќе не може да живее. Но со оваа интервенција... А со оваа интервенција се продолжува уште 15-20 години. Но не значи дека после таа 15 години, ако пациентот во добра кондиција, дека се прави повторна интервенција, валвула во валвула. Повторно може да се направи замена. Апсолутно, да. На таа валвула што сме ја ставили биолошка, ако таа се осети после 15 години, ставаме повторно, тоа се вика валвула во валвула. Имплантираме повторно валвула, ако пациентот во добра состојба има, може да преживее уште 10-15 години понатака. Навистина необично успешна Да, процедура овие се иновативни техники, иновативни и затоа го избрав као тема, бидејќи за голема среќа го правиме во нашата болница. Да слушнеме дека тоа има се такви изведува и кај нас. можности, значи тоа е целта да ги информираме граѓаните дека и во нашата болница, и во другите, и во државните болници се изведуваат вакви иновативни техники. За голема среќа знаеме дека као држава сме многу напреднати со кардиоваскуларни третмани. Еве, како што гледате, нели имаме и трансплантации на срцето. Па, ова е шлагот на сите овие кардиоваскуларни решенија, да кажеме, трансплантација, овие хибридни процедури, да имплантираш залисток без операција. Докторе, двајца гледачи очекуваат да постават прашање, да ги вклучиме во програма. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. До вас и до докторот. Ме интересира јас исто така за срцето. Ми забрзува. Бев јас во болницата во Жан Митрев, ова е 5 години. И сега пријам Хонкор апчина ми дадоја тогаш и пијам апчина по шема. Добра. И пак од време на време тоа се забрзува и прави прескок. Значи некоја аритмија имате, добро? Аритмија и одам на контрола од време на време, немам некој замор. Така, но сепак аритмијата ви е присутна. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Секако бара некое решение гледачот. Да, благодарам за прашањето. Значи, ова што го чувствува пациент, ние го нарекуваме аритмија. Нели, сите ние не сме свесни за работата на срцето. Кога срцето работи добро, не треба да го чувствуваме. Али кога ќе има некое пореметување, тогаш срцето го чувствуваме како работи. Неправилно, забрзано и така натака. Тоа е аритмија што го чувствува пациентот. И секогаш кога имаме вакви симптоми, тоа е една аритмија, исто еден од најчестите симптоми на срцевите мани самата аритмија. Пошто кога доаѓа до оштетување на залистосите, исто доаѓаат пореметување на ритмот на срцето и тоа е на честата причина што доаѓаат пациентите кај нас. Значи, проблем со аритмија и потоа вие ќе утврдите некаква дали има, кога доаѓа вакви конкретно за пациентот, ако има аритмија, треба да се направи еден ехокардиографски проглед. Бидејќи аритмијата може да биде од срцево потекло и од некое друго потекло. Например, може да биде од тиридната жлезда. Може да биде од аортната стеноза, може да има од желудникот, може да е еден куп симптоми. Ние вакви пациенти, он бил кај нас, сигурно треба да оди на 6 до 9 месеци на преглед и да се отврди како е капацитетот на срцето, валвуларниот апарат, дали во прашање некоја срцева мана. И вообичаено ако нема срцева мана, нормално треба да се третира овој пациент со терапија. Како што кажа, он прима терапија, антикоагулантна терапија. Кога срцето работи со неправилна срцева акција, најголемиот ризик е мозочен удар. Значи, многу битно кај овие пациенти, како што пациентот е добро тоа што пие по шема и треба да оди редовно да прави шема, тоа е лек, антикоагулантен лек. Бидејќи многу пациенти, како резултат на аритмија, на срцето ништо нема да биде. Често добиваат мозочен удар. Бидејќи при неправилна работа на срцето се појаваат тромби. Тие тромби се од срцето и од мозокот. Тоа што го гледаме луѓе што паѓаат на улици, тоа е тој. Тие тромби се случуваат од аритмија. Значи, се дават лекови, за аритмија имаме многу прекрасни лекови, што треба да го контролираме таа аритмија и во едно време да видиме опцијата дали треба
аспирин да пие или да треба некој од овие антикоагулантни лекови да ги заштитиме од тромбоза и дали има некој тука можност за интервенција или пациентот ќе оди само со терапија ќе се лекува. Ајде да слушнеме, добив знак уште двајца гледачи имаат. Ќе ги заболам само да бидат поконцизни со прашањата. Добар ден за следниот. Ало? Повелете. Ало? Во програма Добар сте, ден. повелете. Добар ден. Добар ден. Прашувам за маж на возраст од 72 години. Има дилатирана асцендентна аорта 4,8 см. Дали е ова индикација за операција? И дали, ако дали од овие ваши хибридни интервенции може да се примени? Така. Ви благодарам. Имате уште да додадете уште нешто? Добро. Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Да, благодарам за прашањето, многу убаво прашање и многу честа консултации на пациентите, као што го имаме пациентот на 72 годишна возраст, значи имаме проширување на аортата. Аорта нормално димензии негде има околу 40 мм. Кај пациентот е негде 48 мм. Вообичајно димензии за кои ние пациенти да ги оперираме не е 55 мм. Но тоа не е единствениот критериум. Треба да се прегледа убаво, да се види прво аортниот залисток, бидејќи над самата аорта асцент, он има во четниот дел на аортата проширување и тука е поставена валвулата. При проширување на аортата се прошируваат и аортниот залисток и они не се добро затварат. И треба да се прави проценка колку е таа регургитација голема. Ако е лесна, умерена, околу 48, нема потреба интервенција, операција. Операција ќе се направи со, ако стигне, тој треба да се следи, до 55 е као димензија. И во тој случај може да се применат хибридните интервенции? Во асцендентната аорта најубаво се прави со кардиохируршка операција, бидејќи тогаш правиме и се прават, тука ризикот е многу помал, за разлика од другиот дел, торакалниот дел на градната аорта. Во почетниот дел, вообичајно најчесто и златен стандард е кардиохирургијата, али само ако е над 55. Иначе, значи, треба да се прави добра проценка, да се прегледа не само асцендентна, но треба да се прегледа и десцендентна аорта и абдоминалната аорта. Најчесто аневризмата е во абдоминалната аорта. И кога кај некои пациенти кога ги прегледуваат само срцето. И кога го прегледуваме срцето, само гледаме само тој почетен дел на аорта. Кардиоваскуларниот преглед треба да се гледа срце и крвни садови. Тоа значи и абдоминалната аорта. Меѓу голема шансата, ако имаме проширување на асцендентниот, на почетниот дел, да имаме и во абдоминалната аорта. Тогаш, затоа викаме, треба комплетно да се прегледа, да се прецени убаво. Ако е 48, нема потреба да прави компјутер. Ако е над 50-52, им правиме компјутерска томографија и ги снимаме тие и се гледа целата аорта. И после правиме една стратегија. Кај ваквите пациенти многу е битно медикаментозниот третман. Значи, ако им предложиме дека нема потреба операција, не значи дека треба он така да продолжи да живее. Кај ваквите пациенти многу е битно да не грева тешко. Бидејќи кревењето тешко ствара притисок на аортата. Аортата е ослабен зид и затоа он се шири. Значи, треба тој пациент да има низокрвен притисок. Не сме да има притисок над 110 со 70. И затоа им даваме лекови за крвен притисок, им даваме совети како да живеат понатака, да не креват тешко и така натака, и ги праќаме на 6 месеци на преглед и ги мериме. Вообичајно прогресијата е 1 мм, да кажеме, годишно, кај некои помалу. Али не мора да значи дека ќе стигне за операција. Треба пациентот да оди на редовен преглед кај кардиолог што има доверба и да го следи. И да внимава начинот на живот, исхрана и така натаму. Ајде да ги слушнеме прашањата од гледачите. Добар ден за следниот. Добар ден. Повелете. Јас се надевам дека ќе успе гледачката повторно да се вклучи. Добар ден, бидејќи навистина почека. Ајде ако не да го слушнеме следниот гледач, бидејќи добив знак дека има уште еден гледач. Добар ден. Не, во ред. Тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешната Телма амбуланта. Се гледаме наскоро.
Со доктор Шпент Идризи, интервентен кардиолог во Жан Митрев клиник, денеска зборуваме за хибридните интервенции при лекувањето на кардиоваскуларните болести. Имаме двајца гледачи кои што очекуваат да се вклучат во денешната телма амбуланта, ќе им дадеме предност. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. До докторот се на прашања. Повелете. Ве слушаме, само ќе ве замолам да го намалите тонот на телевизорот доколку ви е вклучен, за да можеме нормално да комуницираме. Во Голем ред. поздрав до докторот. Благодарам. Јас сум бев пациент на Жан Митрев до 2007 година. Така? Тогаш ми ставија 4 бајпаси. Добра. Да. Од тогаш имав пред 2 години малку тегови, тешкоти. Во Охрид во кардиологија ми ставија стент. Добра. Али сега поново имам големи тешкоти, не можам да се движам. Така, па така. дилемата ви е што да преземете, што треба да се направи во една ваква комплексна ситуација како вашата. Благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Повелете, докторе. Благодарам за прашањето. Поздрав еве до наш пациент. Ние фактички пациентите кои се оперираат кај нас редовно доаѓаат на контроли. Пациентот е опериран бајпас и вообичајно со контролите што ги правиме, тие пациенти што се оперирани имат едно долгороčno живење, да кажеме, со тие контроли и ставање на сите ризик фактори под контрола. И вообичајно пациентите имаат едно многу добро преживување, но со текот на времето, нормално и самиот бајпас, некогаш и на природните артерии, пролеза толку прогредира дека можеби после неколку, да кажем 15-20 години, ќе треба некој реинтервенција. И еве за голема среќа кај овој пациент, значи еве направено е стентирање. Истото и ние тоа го направиле во Охрид и ние го правиме. Например, ако е опериран 4 бајпаса, едниот бајпас е оклудиран, на таа артерија ние може да ставаме стент и повторно срцето го ставаме во една солидна функција и им се продолжува животот на пациентите. Нормално ние нема да се предадеме, ќе се работиме до крај да ја возможиме на срцето една добра реваскуларизација да биде во добра кондиција. Конкретно за прашањето на пациент што викаат заморот, треба да видиме од која причина е заморот. Заморот може да биде причина, например, од плуќата, може да биде од срцето, ако срцето проширено, може да биде причина анемија, слабокрвност. Во секој случај треба кај овој пациент да се направи добра проценка и секако дека може да му се помогне. Не мора да значи дека пак ќе треба интервенција. Може срцето може да со лекови, да појачаме лекови и да се подобри состојбата, да си ги провериме бајпасите, стентовите, дали се срцето убаво се храни, ако се храни окей, ако се роди за проширено, имаме одлични лекови кои се дават и помагат на срцето и на голема мерка се подобрува квалитетот на живот на ваквите болни. Ајде да го слушнеме и следниот гледач и неговото прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до студиото за прекрасниот доктор. Јас сум била негов пациент и сум презадоволна. Благодарам. А сега сам едно прашање за мојот сопруг. Возраст е 73 години, има проширена абдоменална аорта на 50 сантими. Дали може ова хибридна интервенција? 50 милиметри, така? Да. Дали може ова хибридна интервенција на абдоменална аорта и дали тука покрива фондот? Да. Тоа ми е прашањето и би сакале, има преживеано мозочен удар пред 15 години, добро се чувствува, го регулираме притисок, што не дозволуваме висок притисок. Мислам е добар, вака витален. Сега, прашањето ми е дали може ова хибридна интервенција на таа аорта? Така, ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Пријатно. Благодарам за прашањето и за гледачката и за пациентот. Еве баш овие интервенции кај вакви пациенти како што објасни за мажот и пациентката, значи ако 50 нема се уште индикации за операција. Рековме негде димензиите 55 мм е индикација за операција ако нема болка, ако нема некои симптоми и тој пациент ќе го следиме.
Иде во добра кондиција, он ќе си продолжи да живее и нормално ќе му даваме лекови. Главните лекови му рековме, тука е воглавно лекови за да има низок крвен притисок, лекови за крвен притисок и да се следи состојбата. Доколку почнува да расне аорта или он има болки на 50, при такво проширување некогаш пациентите чувствуваат болка, тогаш мора да направиме интервенција и зависи во кој дел на абдоминалната аорта е. Ако на горниот дел може да направиме слободно таму да ставиме стент. Ако ова по нискиот дел на абдоминалната аорта, од кај што излегуваат крвни садови што го хранат цревата, се прават интервенции се прави во две етапи. Прво, кардиохирургот треба да прави една бајпас, бидејќи од самата аорта излегуваат артерии кои го хранат цревата. Хирургот прави еден бајпас што ги премостува артериите од погорниот дел на аортата кон цревата. Бидејќи ние во втора етапа кога ќе го ставаме стентот, тоа ќе дојде до запушување на тие артерии и пациентот не може да преживее, бидејќи цревата нема од што да се хранат. Значи во овој тип на операции кај абдоминална аорта се прави во две етапи, али воглавно исто го правиме со хибридна интервенција, многу брза интервенција, секако дека овој пациент треба да го следиме, не мора да значи дека ќе стигне до интервенција, али да доаѓа на редовни контроли на 6 месеци, да следиме, ако дојде над 55, слободно може да го направиме таа хибридна операција која се вика ТЕВАР процедура. Ако со ТЕВАР процедурата се реши некој ваков проблем на абдоминалната или било кој друг дел од артеријата, може ли потоа на некое друго место да се појави проширување, колку често се јавува таков проблем? Да се реши проблемот на едно место, а погоре потоа да се или подолу да се јави ново проширување. Видите, анеуризма тоа е глобална болест. Тоа е болест на атеросклероза. Значи, атеросклероза е болест на депонирање на масни наслаги во крвните садови. Ако кај малите артерии атеросклероза прави стеснување, кај големите артерии прави проширување, затоа што мастите наслаги кога се депонират во зидот на аортата и се губи еластичноста. И тогаш аортата почнува да се прошири. И тоа е глобално, дифузна. Може кај некои пациенти имаме и во торакална и во абдоминалната аорта. Имаме пациенти што сме ги правили во два акта. Прво ќе оставиме во торакалната аорта, а потоа им ставиме на абдоминалната аорта. И освен на аортата и некои крвни садови, други може да имат, посебно церебралните артерии. Што доколку има во мозокот? Да, церебрални артерии, тоа е процедура ги вршат неурохирурзите, не ги извршуваат ни интервентните радиолози, али се прават и во нашата држава, тоа се става специјални спирали и го исклучуваат анеуризмата, бидејќи анеуризмата на артеријата на мозокот е опасно. Воглавно кај тие пациенти што имаат необјасними главоболки, треба да поставиме сомневање за анеуризма. Значи секој што има некои необјасними главоболки, не им правиме на компјутерско снимање, тоа се вика церебрална ангиографија, тоа е инвазивно. Значи на скенер, на компјутер, преку канила, им ставаме контраст и се снимат артериите, церебралните артерии. И кај некои пациенти наоѓаме проширување на тој дел. И едноставна процедура, се влегува, се затвара таа со специјални спирали и се затвара анеуризмата и нема опасноста од анеуризмата е руптура, прскање на бидејќи тука кога она се шири, зидот ослабнува и може да дојде до прскање на самата на артерија, посебно при висок крвен притисок. Затоа кога откриваме, не секоја анеуризма се решава, рековме, има димензии за кои што викаме дека мора да се реши, бидејќи опасноста е од руптура. Да, пресне. Доктори, оние кои што имаат воведено вештачка валвува, односно механички залисток, треба ли доживотно да примаат терапија? Да, видите, вештачиот залисток се прави на класичен начин, тоа го прави кардиохирургот. Кога ќе се стави вештачки залисток, значи пациентот треба да биде доживотна на орална антикоагулантна терапија. Бидејќи тоа е механичка валува, за да она да функционира, крвта треба да биде разредена. И доживотно тој пациент мора да прима на жалост орална антикоагулација. За сега такви се критериумите, мора да прима лек кој луѓето го знаат, лек по шема, синтром или синкум.
Секој месец мора да се оди на трансфузиолог, да се дава крв и да се види дали крвта е разредена. Има една вредност таму ИНР се вика, треба да види од 2,5 до 3,5 кога ставаме валвула. И така на тој начин им даваме тие лекови по шема, така да ги пие. Значи мора пациент со механичка валвула доживотно да пие орална антикоагулантна терапија. Додека кај пациенти кои им правиме тави процедура, нема потреба да пие. Тоа е една предност. Голема предност, така. Голема предност, пациентот ќе пие само аспирин. Нема потреба да пие орална антикоагулантна терапија, као што пијат пациентите со механичка валвула, али од другата страна недостатокот е тоа што е, да кажеме, до 15 години толку е, али пак постои можност да се направи, као што кажав, и реинтервенција. Значи, секоја процедура има свој предност и недостатоци. Воглавном, целта е да се направи добра проценка. Ние секогаш кога одлучуваме да одиме со тави процедура, не го правиме тоа ургентно. Не го правиме на добра припрема. Значи, пред да се прави, ако откриваме дека има стеноза, дека е за тави, треба да направиме и коронарографија, да видиме крвите садови на срцето. Ако е многу запушен, тогаш ние само со валвулата нема многу да му го подобриме животот. Тогаш ќе видиме дали некоја друга техника, па стент, да ставиме стент или 2 стента на коронарните артерии, поставиме плюс валвула. Така што треба убава една, да кажеме, да се направи една стратегија на лекувањето. Секој тоа индивидуално. Нема валвула, овие валвули што ние им ги ставуваме на пациентите, тие се нарачува специјално за секој пациент. Им правиме специјален преглед преку контраст, значи го снимаме аортата, гранките од кај што ќе влеземе, целиот тој кардиоваскуларен систем со помош на компјутерската томографија и мериме колку е димензија на аортата, на почетокот, на самиот залисток и за секој пациент знаеме која валвула и така ги нарачуваме. И тогаш ги повикуваме пациентите, за секој пациент си имаме валвула и влегуваме, ќе правиме интервенција и го ставаме таа валвула која е за него спрема анулусот, спрема големината на аортата. Значи треба една добра припрема. Споменавте дека пациентите ќе треба да пијат аспирин доживотно. Да. Што е со оние кои што аспиринот нема ефект, бидејќи се прават нели генетски испитувања конкретно во вашата болница? Има ли заменски лекови? Има. Антитромбоцитни, вообичаено им даваме антитромбоцитни лекови. Значи тоа е од типот на клопидрогел лек, исто кој го заменува. Значи со сегашниот напредок не е само во интервенција, напредокот и во лекови. Ние на пример откривме кај многу пациенти кои многу години пие аспирин, а со новите сега испитувања генетски ќе се види дека тој аспирин стварно не делува. И ние се зачудивме кај некој пациент ќе им ставивме стент или байпас и да кажеме за 7-8 години ќе се дојде до запушување, и се чудиме зашто кога очекуваме да една венски байпас да трае, да кажеме 15 години, еден стент може 20 години, а кај некој порано. Тоа е едната од причини дека лекот не делува. Лекот не делува. Имаме гледач, да му дадеме предност. Добар ден за него. Добар ден. Еве уште една шанса, бидејќи имаме на вистина многу малку време до крајот на емисијата. Добар ден. Дали ќе успее да се вклучи гледачот? Да, го слушнавме. Повелете. Добар ден. Добар ден. Ве поздравувам. Поздрав и до вас. Само ќе го намалите тонот на телевизорот, бидејќи слушам ехо, за да можеме нормално да комуницираме. Да, ве поздравувам. Благодарам. Еве вака, јас сум на возраст од 70. Така? Исклучи го? Не, во програма сте, на која возраста? Да. На возраст од 72 години. Така. А на 3.3.22 година сум прегледан од кардиолог и имам диагноза аортална валвула стеноза. Така. Добро. И сега ова емисијата на докторот гледам и ме погодува, така да пред еден месец сопругата од истата болест операција изврши во Систина од така, добро, направена операција кај неа, добро. Така, и таа ми почина. Не се освести.
Така. Да, сега одам на кардиолог, истата диагноза имате. Вие сега ви интересира дали вие би можеле да направите интервенција на поинаков начин и кои се критериумите, дали ви е потребна интервенција или не. Ви благодарам за вклучувањето, докторе, сосема накратко, бидејќи веќе немаме време. Благодарам на прашањето. Жалосно е што пациентката така завршила. Значи, кардиохирургијата некогаш е така, не секогаш пациентите ќе излезат од операција и затоа како што рековте и вие, да се треба добра проценка да се постави. Колку да се во една страна да се види бенефитот од операцијата и ризикот, компликациите, колку пациентот може да има компликации. Тоа е таа тема што денеска сакав јас повеќе да го обшириме, да објасниме дека секоја процедура си има предност, али треба да се избере кај кој пациент. Конкретно за пациентот што има 72 години, он треба, значи има ортастеноза. Прво треба да се види дали таа ортастеноза е за интервенција некаква. Ако е за интервенција, тогаш треба да избере кој тип на интервенција, рековме, оперативна или нашата хибридна, што го правиме кардиолози и кардиохирузи заедно. Ако пациентот се коморбидити, како што објаснивме, со некои болести, да кажеме, кои што може да предпоставуваме дека може да има компликации, може да му го решиме проблемот со тави процедура, не може најверојатно ќе биде кандидат за тави, бидејќи ако е со лекови неколку години, 2-3, значи понатака сигурно ќе му предложиме со тави процедура да му имплантираме, да му ставиме вештачки залисток кој ќе му возузи на срцето непречено да работи. Дали имаме време за уште едно прашање? Само сакав да ми кажете дали има начин да се спречат болестите на валвулата или пак оние проширувања на аортите? Постои ли начин? Да, сигурно дека постои. За превенција некаква? Многу е важно сега и во светот и кој нас сега тоа е превентивната кардиологија. Превенција значи да го зачуваме срцето. Тоа е со редовни контроли, редовни прегледи на срцето, здрав начин на живот, здрав начин на исхрана, контролирање на факторите на ризик. Не знаеме сите на срцето. Тоа е значи ако пушиме да престанеме да пушиме, веќе пушењето е еден голем ризик фактор, да откриваме на време крвниот притисок, многу пати, многу често, кај 80% нема симптоми. Да. И зато ние ги откриваме тек кога е дојдено оштетувањето. А целта е на рано, значи тоа е превенција, да го откриваме притисок, ако не одиме на доктор не може да откриваме дали има. 80% нема никакви симптоми. И случајно доаѓаат кај нас со 180 притисок и си живее, вика ништо нема докторе. Прегледуваме ние срцето веќе е оптеретено, веќе има последици, има последици, компликации и така натаму. Значи, секако дека може многу со превентивни контроли и прегледи да го зачуваме и да има некоја мана, срцева мана, може да го одложиме тој стадиум на интервенција или операција со редовни контроли. Јас ви благодарам за вашето денешно гостување и за сите исцрпни појаснувања и разбирливи, што е најважно за гледачите на тема хибридни интервенции кај лекувањето на кардиоваскуларните болести. Се надевам дека повторно ќе бидете наш гостин. Да, ви благодарам за поканата и мене ми беше задоволство да бидам гостин во вашата емисија. Почитувани, ова беше се во денешната емисија која што ја реализиравме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Се гледаме секој работен ден на Телма. Имајте убав викенд.